Така спомнав пред малку дека ќе прашаме дали планинарењето, но и велосипедизмот е добро за здравјето, пред се кардиоваскуларното. Мојот гостин вели да, доктор Иван Трајков, аритмолог и електрофизиолог при оделот кардиологија во Аџи-Бадем Систина, вели го практикува и едното и другото. Добро утро, докторе. Добро утро. Благодарам за поканата и за една ваква здрава најава дека спортот, не професионалниот, а дека рекреативниот спорт е најдобра антистрес терапија и за нашиве боиве болести кардиоваскуларни. Така, дали е тоа причината поради која што повеќето специјалисти и хирурзи се одлучуваат за планинарење задолжително, а и велосипедизам вие? Па сигурно огромна причина, поради тоа што стресната работа на работа мора да најдеме некоја под наводници антистрес терапија, да не биде тоа терапија. Така. Рекреативниот спорт или малци повеќе од рекреативен спорт добро ни доаѓа за утрешниот ден кој што го почуваме свеж, одморен, дека тој замор од спорт е друг, верувајте, него оној замор седен, нели, поради тоа што докторската работа едно е и професионална, друго е и умствена, значи треба и да следиме новитети, тоа значи седење на компјутер, читање, следење, све тоа замара. Ако нема таква антистрес терапија, да не параме во некои други навики, спортот е број 1. Одлично, се надевам дека оваа препорака и совет ќе го следат многумина кои не гледаат во моментов. Пред да почнеме со темата, зголемен или висок крвен притисок, морам да забележам нешто и да ве прашам. Аритмолог и електрофизиолог, покрај тоа што сте специјалист кардиолог, може ли да ни појасните зашто станува збор во однос на... Да, првенствено јас сум интернист, значи кардиолог. Така. Во кардиологија има многу повеќе гранки. Една е од огромна гранка е аритмологијата, тоа значи све што е вон нормалниот срцев правилен ритам, тоа значи спориот срцев ритам и забрзаниот срцев ритам и усредина значи еден неравномерен срцев ритам, кој што многу често се и причина, но најчесто последица од некои озбилни срцеви заболувања. И мојата специјалност е баш тоа, значи лекување на неправилниот срцев ритам, посебно ке млади луѓе, така наречени вродени кружни тахикардии, кои што Аџи-Бадем Систина е опремена со последна технологија за тоа, за детектирање и за истовремено излекување од аритмија. Многу сме горди на таа метода, претоа што тоа е малте единствена метода во интерна медицина, кај што во исто време ја диагностицираме тахикардијата и пациентот го излекуваме. После тоа нема аритмија. Значи, без лекови, тоа е една метода која што, јас сум уклучен во двајца доктори сме во болницата, уклучени сме повеќе од 15 години и стварно сме многу горди. После тоа пациентите ги губиме под наводници, бијќи не доаѓаат, немаат аритмија и ги нема. А за други работи се други работи. Драго ми е за аритмиите, за пулсот генерално, ќе зборуваме во некоја друга прилика, оваа тема случајно се наметне, иако е многу актуелна и многу малку третирана, еве ќе инветира. Така и за жал, нели, ние долго време не сме збореле за аритмиите, еве и во вашето студио пред неколку години еднашка. Тема која што секој ден, секоја аритмија не е за третман и не е за нешто што треба да не секира, ама има огромни аритмии кои што за жал многу касно се откриваат и после ние не можеме да ја решиме на време. Така, да препознаат зашто зборуваме о нешто кој што може би не знаат, она што стравувате и кога ќе легнете, она брзо зачекување на срцето и така, кое што најчесто предизвикува страв, па може и што поголема белја да направи, е дефинитивно тема која ветуваме ќе ја третираме со доктор Иван Трајков. А сега одиме за оваа за која веќе сме зборувале, но никогаш не е доволно со оглед на тоа дека високиот крвен притисок уште се нарекува и тивок убиец и проценките на СЗО се огромни дека до 2025 1,5 милиарди возрастни лица ќе живеат со хипертензија. Да, ја не сум многу, да читам такви статистики, значи да не се плашиме од бројките, треба со спортов да тоа го превенираме. Так. И темава, иако е стара, а е секогаш многу актуелна, поради тоа што најголем број од, за жал, од срцевите болести зависат од покачениот крвен притисок. Покачениот крвен притисок не е болест, поради тоа што нема дефинирано кој орган може да го зафати, тоа е една состојба која што за жал се рефлектира на одредени болести. Значи може болести на срце првенствено, на крвни садови, мозок, бубрези, очи и глобала целиот систем се прилагодува кон покачен крвен притисок и затоа раното откривање на покачениот крвен притисок е најдоброто лекување, тоа што кога организмот долго време останува со некои неодредени симптоми,
Нели секој од нас имал и главоболка и по време на вртоглавица, денеска се чувствува немоќен, мисли дека заради тоа што вчера не бил доволно одморен, а све е во основа покачен крвен притисок и тој термин тиокубиец многу одговара за оваа состојба, поради тоа што веќе кога организмот ќе се адаптира на покачен крвен притисок, веќе некогаш докторите нас не е касно, затоа што кога веќе ќе настанат промени, дали е тоа срце, мозок, очи и бубрези, и лековите помалце делуваат и после сите оние превентивни мерки. Треба да да превенираме и да препознаеме, со други зборови, ова е апел да пациентите бар еднашка и да немаат симптоми, еднашка во 5 години дојдат, па да ние превенираме во оваа состојба. Так, многу умина реално да си кажеме искрено, и никогаш не го измериле крвниот притисок. За жал. Дали во контекст на тоа постојат вредности кои што можат да се толерираат? Значи, кои вредности представуваат веќе покачен крвен притисок? Константно да ни кажете за тоа, значи кога ќе измериме, што да видиме? Тоа е едно прашање кое што во нашиве кардиолошки кругови од година во година се менува. Нели што би било нормален здрав крвен притисок? Последните наши така наречени водичи укажуваат дека секој притисок измерен над 130 со 90 е притисок кој што треба да се замислиме дека е тоа зголемен. Така наречен граничен или бордерлайн притисок е веќе 140 со 95, кој што веќе обавезно бара терапија, заедно со промена на начин на живот, значи покрај физичката активност и типот на исхраната е многу битен и контролирањето уште побитно на телесната тежина. Овие сите една тројка ако ја направиме, веќе 80% сме го контролирале крвниот притисок без лекови. Со други зборови, све што е измерено над 140 веќе е еден од знаците дека треба да побарате совет од кардиолог. Так, стресот е една од причините или пак да, ајде нека ќе го наречеме причина за појава на висок крвен притисок. Ај прво да прашам за овие наглите скокнувања во услови на страв и на, не знам, така, може би загриженост пред се за здравието и така, кога ќе скокне притисокот неочекувано на многу висока вредност, дали е тоа нешто околу што треба да се загрижи пациентот или тоа е само моментално нормална физиолошка реакција на организмот? Стресот е огромен фактор, ама е, па од друга страна, немерлив. Значи, мислам, нема некоја скала за кого би било стравот нели лесно позитивен или лесно или многу негативен. И тоа е малце вака, нели од докторска гледна точка, нели ние стално викаме и да ги избегнуваме стрес, ама од моја јас лично не знам така, што би значило тоа избегнување на стрес, како ние денеска не во Скопје во светот да го избегнеме. Така. Освен еден од начините е возење велосипед или качување по планини. А од друга страна, ова што спомнавте, кои би биле, нели, фактори кои што би требало тоа да го смениме, спомнав, нели, една страна е спортската активност, од друга страна е многу битна типот на исхраната. Во последните 10 до 15 години се форсираше така наречена една исхрана, односно диета, за да се спречи покачен крвен притисок. Скрацената е DASH, не е толку битно, кој што е многу слична на медитеранската исхрана. Тоа значи секој ден да имаме порција од овошје или зеленчук, да имаме секој ден одредена доза на така наречени нац, значи бадеми, лешници или ореви, да, и така натаму, кој што американците се доста прецизни, нели 12, не знам, лешници, 16 бадеми, ама да не претеруваме до таква прецизност. Умерено користење на сол, тоа значи не без сол, ама ако седнеме на ручек и никој не бара сол, тоа значи тоа е доволно, значи знаете има секој индивидуа уште не седнал го бара соларник од каде. Така, во македонските семејства разбирливо дека е така, тоа е вистина. За жал и нашата исхрана посебно во зимскиви услови многу користи сол, бидејќи конзервирањето на храната во Македонија е сол, значи со други зборови сите овие турши што ги јадеме стоел во сол и вода, сирење, кашкавал ќе се солено. Тоа значи на тој дел треба, иако не секој пациент е поврзан со покачен внес на сол. Ја спомнав редовна физичка активност. Ако користиме веќе маслинов зејтин би требало да преферираме. И што е многу битно, да има ден без месо, претоа што ден без месо во неделата е еден од огромните фактори. Сега се форсираше нели во последно време
и од западната медицина, дали е црвеното месо, белото месо и така натаму. Главната работа е да не внесеме месо ден или два. Да, и од друга страна, доколку стварно пациентот или индивидуата не може да се воведе нели риба и препарати, мислам производи од риба кои што би го замениле тој внесна протеински дел. И на крај стално пациентите ме прашуваат што да правиме со алкохолот. Според тие водичи, поради тоа што искуството се црпи од, ви кажав, од Медитеранот, а Медитеранот најчесто, нели, Италија, Шпанија и Португалија е земена како репер, поради тоа што е видено дека таму животниот век е за десетина години повисок него Северна Европа. И овие здравствени проблеми се многу помалку. Така, и таму има дека увиделе дека умереното секојдневно користење на алкохол има позитивен ефект врз регулирањето на крвниот притисок. Сигурно пациент што не пие не треба да го форсираме да започне да пие алкохол, бидејќи такво прашање добиваме често во амбуланта, али умереното пиење, видите, и не е ни толку умерено, поради тоа што негде 50 до 60 мл жесток алкохол, тоа значи бракија наша или мастика, негде 660 мл, тоа кој ќе се преведе од унци, 660 мл пиво, тоа е значи две наши мали или едно и така натаму, и 200 до 250 мл вино, не све заедно да се разбереме, тоа што тоа ќе испадне дека е малце, дозата не е мала, али тоа значи консумирање за текот на ручекот е еден од огромните фактори да се регулира крвниот притисок и на крај, како дали може и на почеток, прекид на пушење, апсолутно. Добро. Мислам, тоа би било и грев кон природата, да планинараме или точак и после да застанеме да запалиме цигара, тоа нели апсолутно. Сакам да прашам јас за алкохолот и цигарите, така да одлично што го вклучивте во одговорот, но бидејќи немаме многу време, има многу важни прашања, ајде ова нека биде. Луѓето стравуваат од почнување за крај со терапија против висок крвен притисок. Знаете кој коментар, ако еднаш почнеш со овие таблети, не можеш никогаш да прекинеш, што ќе кажете за ова размислување? Еве реков, покачениот крвен притисок е состојба, не е болест и затоа лекувањето трае долго. Значи не е тоа инфекција, ќе пиеме антибиотик 10 дена 15, еве често го добивам, еве доктор испив допутивче 2, дали понатаму да пијам. Преска не ви одговорив, прашавте дали е полошо или нагло с големи скокови на крвен притисок или тивко. Дефинитивно се покаже дека оној крвен притисок што ден за ден се зголемува, тоа значи почнало 140, 150, 160, а пациентот не го осеќа, е најлоша верзија. Претоа што пациентот не го осеќа, он се чувствува така некои неодредени симптоми и си тера со животот, а наглото зголемување е стално пропратено со симптоми и тогаш е еден од факторите што ние ги добиваме во амбуланта. Значи, наглиот скок кај релативно средна возраст пациент не би можело ништо специјално да направи, доколку пациентот нема во основа некоја друга болест на крвни садови, посебно во мозок и така натаму. Значи, таквиот нагло скок е подобра варијанта, дека пациентот ќе дојде, ќе побара совет во амбуланта, а ова тивкото зголемување ден за ден е најлоша верзија, при тоа што тогаш крвниот сад се зголемува, дебелината своја и ефектот од лековите што ги споменавте, 1, 2 или 3, ни се све помалци, тогаш не прави помали доктори. Започнувањето, како што спомнав на почетокот, порано беше став промена начин на живот, па дојдете за 5 месеци, 3 месеци, 2, се смени тој став, про тоа што значи, со започнување истовремено со одредена доза на лек, постоа многу групи на лекови, тоа е друга тема, и со промена начин на живот. Доколку со тоа кога го постигнеме таа значи комбинација лекови и начин на живот, многу често пациентите ги оставаме без лекови со тоа да продолжат само промена на начин на живот. Така, значи не е точно дека... А од втора страна, започнувањето со лекови не значи дека доживотно треба да пијат, поради тоа што последната генерација на лекови што ги имаме, фала Богу, и во Македонија, тоа ни го дозволуваат, поради тоа што порано имаше лекови кои што делува на друг начин и одвикнувањето, односно откажувањето требаше да иде постепено. Сега нагло се прекинуваат, доколку кај пациентот тоа го постигнеме и најдобра верзија да постигнеме промена начин на живот и ова. За жал, огромен број пациенти ни доаѓаат веќе со промена од покачен крвен притисок, во смисол на срце, мозок и очи, тогаш лекувањето ќе биде доживотно, али новите лекови, како што спомнав, немаат никаква интеракција ни со лековите други, немаат интеракција со храна
немаат интеракција со други навики, со други зборови, апсолутно не сметаат и не ги, што е најбитно, не ги ограничуваат кондицијските можности за спорт. Сосема за крај, многу кратко, бидејќи измина времето, само едно прашање. Кога прв пат треба да се појде на кардиолог, на која возраст? Слушнавме во изминативе 3 дена, 20 пациенти, ако не се лажам, со срцев удар на клиниката. Што тоа значи, односно, дали 30 години, 20, кога? Ако е индивидуата, значи, без некоја фамилиарна анамнеза за покачен крвен притисок или болести зависни од покачениот крвен притисок, тогаш би било разумно негде после третата деценија, нели, да биде првиот преглед со провера на лабораторија, доколку се работи веќе во фамилија има, значи брат, сестра, татко, мајка со веќе, таа за жал границата се симно и под 30 и сведоци сме за ова сигурно за секој ден, за жал, млади пациенти кои што, нели, директно или индиректно се појавуваат компликации од покачен крвен притисок. Так, доктор, ви благодарам многу, бевте многу едукативни и слушнавме многу корисни совети и се надам дека со исто мислење и став се и гледачите и се гледаме за оваа тема што ја витивме аритми. Благодарам.